Прво сакам да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата и што сте денеска заедно со нас тука. Во изминативе неколку недели во македонската јавност една од клучните теми кои што се наметна е што се градело некогаш, што се гради сега, на што се трошеле народните пари порано, на што се трошат денес. Еве сакавме на лице место да се уверите што се градело во времето на Социјалдемократскиот сојуз. Ова е хидроелектраната Козјак, најголемиот, па можам да кажем и единствен енергетски објект изграден во периодот на независна Македонија. Вкупната инвестиција е 173 милиони долари. Ова е највисоката брана во Македонија, 126 метри, едно од највисоките во целиот регион. Изградбата почна во 1994 година во исклучително тешки состојби и околности во кои што се наоѓавме како земја. Да ве потсетам, тоа е период кога од 4 граници две ни беа затворени. На север кон Србија заради санкциите, а на југ беше грчкото ембарго. Целата изградба траеше 11 години, се финализираше се во 2005 година. Ова е објект кој што дава на годишно ниво чиста добивка во производство на електрична енергија според цените кои што сега важат 15 милиони евра. Тоа значи дека на вистина во наше време не се градеа споменици, не се градеа триумфални капи, не се инвестираше во скапи огради или во жални врби, се инвестираше во објекти кои што ги враќаат парите и од кои што ќе имаат користи наредните генерации. За жал во овие 6 години во енергетскиот сектор во Македонија не се направи буквално ништо. Од земја која што порано сами успеавме да го обезбедиме потребното количество на електрична енергија со сопствено производство, денеска станавме увозник на скапа електрична енергија, повеќе од 30% од потребите сега ги обезбедуваме со увоз. Тоа е причината зашто е скапа струјата во Македонија, скапа за граѓаните, скапа за стопанството и за жал тенденциите се дека во наредниот период цената на електричната енергија дополнително ќе расте. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз посебно место и највисок приоритет завземаат инвестициите во енергетиката и генерално во инфраструктурата. Значи, кај нас е зацртано и во првиот момент кога ќе ја презееме власта, ќе почнеме да работиме на тоа. Прво за изградба на нови енергетски објекти, нема да дозволиме како што сега се случуваше по 5-6 неуспешни тендери за Чебрен, за Галиште, постојано се говори за Бошков мост, за Луково поле, а од тоа да не видиме ништо. Втората работа која што ја сметаме за многу приоритетна, тоа е целосна гасификација на државата. На тој начин да се обезбеди ефтин и чист еколошки енергенс. Тоа ќе го направиме ние со сопствени средства и со ефтини кредити од Светската банка и Европската банка за обнова и развој. Ако за нешто вреди Македонија се задолжува, тоа вреди да го направи за изградба на автопатишта, на инфраструктура и на енергетски објекти. Тоа значи инвестиции кои самите себе се исплаќаат и се враќаат.